Собранието да го преиспита законското решение за недела неработен ден и со законот за работни односи да нема ограничувања, туку секоја дејност самостојно да одлучува, бараат од Стопанската комора. Реагираат дека законското решение со кое се предвидува недела да биде неработен ден, а на работниците кои ќе работат да им следува дупла дневница и слободен ден во текот на седмицата, владата го донела без да бидат слушнати нивните забелешки. Според нив, најзагрозени дејности ќе бидат градежништвото, земјоделско-прехранбената индустрија, обложувалниците и игрите на среќа. Велат можни се отпуштања од работа, неизвестна реализација на капиталните проекти, застој во производството, повисоки трошоци, намалена продуктивност и несигурен поврат на инвестициите. Градежниот сектор искажува длабоко разочарување за немање перцепција за важноста на оваа дејност за севокупната економија, бидејќи по наше мислење токму оваа дејност има потенцијал во периодот кој следи да биде ротор на економскиот развој. Против ваквото законско решение се и компаниите од прехранбената индустрија, од обложувалниците пак децидни. Ако се донесе законското решение, нивното работење ќе се загрози со оглед дека преку 70% од прометот се реализира токму во недела. Работата на спортските обложувалници зависи директно од понудата на спортските надпревари, кои што се случуваат за време на викендите, односно највеќе во сабота и недела кога и се играат тие спортски надпревари. Граѓаните со поделени мислења. Сабота, ако се работи само прва смена, може и втора да воведат. Недела сите да одмарат. Мора да биде недела неработена, затоа што луѓето мора да се одмарат и да си посветат кон своите семејства. Секој гледа да скрпи, недела работи на едно место, зима 12.000 и гледа уште нешто да скрпи за да може да покрие буџетот, нешто за да може местото да го преживее. Со новите законски измени неделата ќе биде неработна, но со исклучоци во повеќе дејности, со што работното време да биде од 10 до 18 часот. Оние работодавачи кои ќе го прекршат законот и нема да пријават работење кај надлежен орган, ќе им следуваат парични казни и клучна врата. Законското решение сега треба да помине во собранието, па да стапи на сила од 1 октомври.